Општинската организација на Црвениот крст ги награди најхуманите граѓани на општина Велес. Им додели благодарници за јубилејна бројка на крводарувања. Плакета за 100 дарувања крв добија 4 велешани. За 75 дарувања плакети им беа доделени на 6 крводарители, а 8 добија признание за 50 пати дарувана крв. Главен мотив за да даруваат крв кај сите е хуманоста. Некои до бројката стигнале со намера, други сосема случајно. За мене до сега, јас сум веќе од 84 година крводарител. Ова е една хумана акција и пред тоа имаше така, па исто пред тоа кој што беше, ме праша за сакав да најмалку барем до 100 пати да дојдам да дарувам крв, па натаму здравје. А иначе убаво е и за самиот организам, а и за народ, према народ, значи хумано се однесуваме, а кај му треба, има потреба. Милица Ристовска-Темелковска, психолог во Средното економско училиште, населба Градско, јавното комунално предпријатие Дервен, Средното гимназија Кочо Рацин. Ова се институциите и поединците кои денеска исто така добија благодарници, како најуспешни на полето на дарувањето крв. Традиционално општинската организација на Црвениот крст со плакети за хуманоста која што ја покажале за најхуманите го одбележува 17 март, денот на крводарителството во Република Македонија и денот на доброволното дарување крв. Зголемените предизвици очекуваат зголемување на обемот и опсегот на нашата работа и реални постигнувања како резултат на нашите акции и промотивната работа. Примерна улога на Црвениот крст е да обезбедува квалитетни хуманитарни услуги за ранливото население преку мобилизирање и организирање на човечки и материјални ресурси. Средината во која што живееме очекува Црвениот крст како водечка хуманитарна организација брз и ефикасен пристап до ранливото население, како и обезбедување на партнерска поддршка за имплементирање на широкиот спектар на активности и услуги. Општинската организација на Црвениот крст со години е една помеѓу најуспешните. Причината за тоа се токму хуманите велешани кои даруваат крв. Така, лани биле собрани вкупно 4377 крвни единици, што представува одскокнување од предвидениот годишен план за 235%.